Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Мој денешен гостен и соговорник го препознаваме по неговиот авторски проект Пауза за ракија. Велам добре дојде за нашиот познат музичар Игор Димовски. Игор, ти благодарам што прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна. Како си? Одлично, Викторија, благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Многу ми е драго што сум со вас денес. Така, и нас ни е драго што еве токму во оваа емисија ќе проговориме за авторскиот проект кој што има милионски прегледи на YouTube, Пауза за ракија. Веќе не знам кој него погледна, кој него знае. Своевидно познат сте и по самиот авторски проект, меѓутоа важите и како еден попознат хармоникаш кај нас, композитор исто така. Јас би да започнеме токму од проектот. Од кога, како и зошто Пауза за ракија, токму името Пауза за ракија? Да, уникатно име. Кој е кумот? Предоставам ти. Кумот сум јас, да. Како настана, се настана многу спонтано, како да кажам. Пауза за ракија тлееше долго време во мене. Се тоа е собирање на искуство од изминатиот период каде што сум настапувал по различни настани, веселби, свадби, ресторани. Акумулирано е доста време. Па сакав го предложив на една пејачка наша тука од Македонија и нешто не се договоривме, не знам како беше работата. Дали не доволно посветивме внимание на деталите. Не го прифатио на проектот, не именувам, не кажам кој е. И си рекол, па зашто ја сам да не го направам ова? Јас нели сум познат како хармоникаш, но тука има и доста вокали, има пеење во Пауза за ракија. Собрав тимот мои соработници, пријатели, влеговме во студио. Нормално пред тоа јас го осмислив целиот проект. Сигурно го имаш слушано, тоа се миксови на кратки песни, каде што влага од песна во песна, од ритам во ритам. Така. Као змија иде сето тоа, промена. Така, целата идеја и замисла е првично твоја. Да. Мене ме интересира дали отпосле си го правиш тимот со кој што денес настапувате. Луѓето околу тебе, Па денешниот, да, точно, денешниот тим е формиран баш после вадењето на Пауза за ракија 1. Така. Неочекувано беше како ја поставив на јас немав никакви очекувања. Знаете како кога правите музика и креирате нешто, не знаете дали ќе помине или нема да помине. Музичарите во Македонија се стрекни да ги видат првте шалом роднини, пријатели. Не е тоа целта на еден автор, музичар или пејач. Целта е тој што не ве познава, некој што работи на пазар на тезга, да каже, аха, ова е добро парче музика. Тогаш сте успеале. Да, тоа би го слушал. Да, човек што не ве познава, да го поздрави делото и да каже, аха, ова е стварно добро. Позади камерите споделивме дека се настанува можеби во она време на пандемија, на ковид пандемија. Дали слободното време го искористи можеби за креативност, за излезе креативноста од тебе и го создаде Пауза за ракија? Баш така, Викторија. За многу луѓе короната не беше убава, нели? Па и за мене не беше, јас фатив корона во тој период, но тоа ми дојде како еден филтер, немаше настапи, немаше свирки, останавме сите дома. Баш во тој период јас ми се прочисти, како да кажам, еден филтер направив на самиот себе и баш во тој момент ја искреирав цела Пауза за ракија. За да започна така, за денес да има колку веќе предложенија? Чинам 3? 3 и здрави и живи за кратко и четвртиот дел излага. Така, потоцна ќе го откриеме тоа. Да. Дали еден со друг од деловите се надополнуваат? Како ви е замислата за проект? Различни се. Секој епизода на Пауза за ракија има своја убавина. Например, Пауза за ракија 2 е снимена во светинаумна вода
И самата публика веројатно гледа вода, перцепцијата е поинаква и сите велат па пауза за ракија 2 е најдобра. Да, тоа ќе прашав, кои се најчестите импресии, од кој дел? Од 2 дефинитивно. И мислам само поради тоа што е снимена на вода, има преубави пейзажи, не дека пауза за ракија 1 и 3 не се добри, снимани се со исти интензитет, со исти квалитет, да кажам, но веројатно публиката гледа вода и самата перцепција на нештото го представува како подобро. Пауза за ракија 2 е микс од македонски XU песни, познати. Може би и тоа си го донесе својот дел. Има прегледи, не знам, во Србија, Германија, Америка, буквално низ целиот свет. Како реагираше овдешната македонска публика на првичната пауза за ракија? Беше добро прифатена? Кој беше фидбекот од слушателите? Од самиот момент кога јас го постирав на YouTube, имаше реакции. Веројатно, мислам дека публиката доби еден нов момент. Кој на прва запали, најверојатно? Кој на прва запали, така? да. Знаете како, публиката не може да ја лажете. Така или се допаѓа или не? Не може да ја лажете. Или давате искрена енергија, публиката се гледа. Така Ништо е. не можете да скриете. Така. Ние можеме да глобиме се дека вака или онака или не знам што, но публиката од таа страна чита све и гледа. Ако дадете искрена енергија, тоа рефлектира. Ако глумите сега нешто вие дека сакате да покажете или да докажете, а уствари сте вештачки, тука не поминува. Така, тоа е на YouTube и на тамошните мрежи. А што се случува со фидбекот на публиката во живо од настапите на кои што сте доста таму актуелни и скоро чинам низ цела Македонија, каде се може да ве видиме? Па да, и надвор од Македонија. И надвор од Македонија. Викторија, да се презентира тоа како што звучи на YouTube и во живо е доста тешко. И одговорно, претпоставам да ги исполниш очекувањата на сите оние кои дошле да те видат. Знаете како, кога публиката ве слуша на телевизија или на YouTube или што и да е, очекувај дека во живо ќе звучите вие исто. Многу често артистите во Македонија не звучат ни приближно од тоа што даваат на веќе закачените мрежи. Сега, јас на почетокот имав таков проблем, бидејќи ми беше ново формиран тим, така. Но за многу кратко време сватив каде грешам и знаете како со работа со проби се постигнува. Да, тоа ќе прашав, дали тимот од првичната пауза за ракија остана ист или претрпе промени, дали тоа се оние луѓе со работниците околу тебе? Знаете како во секој бенд има промени. Но важно е клучните луѓе да се цело време со вас, да имате една база, а како во мојот бенд, така и во другите, постојат претумбаци, трансфери, како во фудбалот исто, знаете, кога менуваат фудбалериве клубови, исто и кај нас. Сега тоа е многу битно да тимот што е со вас да е врзан еден со друг, а се тоа се постигнува само со вежбање и со проби. Со работа. Токму така. Јас овде ќе предложам да направиме една кратка пауза пред нашите гледачи. Еве, ајде, јас би предложила пауза за ракија 3. Ке да го погледнеме, почитувани гледачи, пауза за ракија 3, токму пред вас, уживајте. Раз, два, три и...
Така е, почитувани гледачи, еве сме назад во студиото, се надевам дека уживавте. Игор, моето следно прашање е дали кога настапувате, кога ве бараат, има точно определено кој дел сакаат да им го представите? Пауза за ракија 1, 2, 3, кажавте дека веќе скоро и на памет ги знаат. Да. Ги знаат да, песните? Да. Па ние секогаш почнуваме со пауза за ракија 1, да загрееме атмосферата. Па одиме на пауза за ракија 2. Многу ми е интересно кога гледам, не сите, но 70% од публиката што доаѓа да не слуша, дека ги знаат по редослед песните. Тоа ми дава некоја, не знам, убавина, енергија. Кога гледаш дека делото тој се слуша и дека се посветува внимание на него, со пари не се плаќа тоа. Кажавме дека сте доста барани на различни настапи, различни манифестации, на прослави, чи нам бевте на плоштадот овде во Скопје за Новата Да, за Нова година. Да. Каде најдобро ве прифаќаат? Одите и по дискотеки, по, не знам, кафани, ресторани, каде најдобро вие се чувствувате како свој и каде најдобро ве прифаќа публиката? Да бидам искрен? Да. Па ние, Викторија, секаде свириме, само во Скопје не свириме. Што значи тоа? Тоа значи дека тукашните сопственици на локали е многу тешко да се организираш, да се договориш, да. Бидејќи кога веќе ајде си некој нешто и можеш да собереш публика, поставуваш и одредени услови, така? Така. Другите помали градови. Јас сум роден во Скопје, јас го сакам Скопје. Но можам да кажам дека другите градови живеат многу повеќе од Скопје. Еве, на пример, во Битола кога настапуваме, нема ниту едно столче празно. Кога настапуваме во Охрид, исто така Прилеп, да не правиме муавет. Настапивме на Велес, на Питијадата сега минатата година имаше не знам преку 10.000 публика сигурно. Секаде сме прифатени, не дека Скопје ние немаме публика. Јас анализирам на YouTube каналот, 50% од прегледите се токму од Скопје. Но некако, не знам како да објаснам, како да нема флуид за такви настани, Па ја верувам дека и сите останати пејачи и артисти настапуваат многу повеќе надвор од Скопје, неголи во Скопје. А тоа дека сме прифатени, рака на срце сме многу добро прифатени. Што е она што ве прави, Игор, автентични како проект, како пауза за ракија? Па автентични што... И предизвикли е да се прави нешто поинаку од колегите од естрадата. Чинам поголема и одговорноста да ги задоволиш очекувањата на оние кои те гледаат како автентичен. Апсолутно, апсолутно да. Викторија, јас до пред пауза за ракија снимав само инструментална музика. Хармоника, оро, студио, но тоа е се убаво, но тоа е премногу ограничена публика. Кога си инструменталец. Еве, колку инструменталци можеме да наброиме ние во Македонија? Владко Стефановски, Ферос Мустафов, Бог да го прости, и уште неколку на рака да ги изброиме. А пејачи? Имено сакам да кажам дека публиката сака пеење. Јас баш поради тој факт сватив дека треба правам нешто различно од останатите, за да ме дознае широката маса на луѓе. Спомнавме така, хармониката споменавме, тој дел со хармониката останува да се работи и каде се чувствуваш сега посвој во она што го правиш? Ја каде се чувствувам посвој кога работам во студио. Дефинитивно тамо си, тоа ми е као спа центар мене, студиото. Имам свое студио од последнава година, тамо функционирам, тамо работам сам. Таму живеам. Многу уживам тамо, да. Значи, кога ќе се симнам во моето студио, баш као да сум у спа центар. Као џакузи да седам. Така да ми исполнува и да настапувам и на свирки идувам, но кога снимам музика ми е некое специјално чувство. Кога се креира нешто ново. Да, токму на тоа алудирав и дека работата со хармониката не престанува. Претпоставувам се ангажирани во некои други проекти со хармониката. Апсолутно. Меѓутоа фокусот е на ова сега. Ќе откриеме ли нешто повеќе за пауза за ракија 4?
Пауза за ракија 4 е веќе наснимана, како аудио делот, така и видео делот, но сега има, ја по природа сум перфекционист и сакам се да ми е, знаете како, подобро не го пуштете нештото ако не е средно, направено, или пуштете го како што треба. Така да, дур не проценам дека е се перфектно, не би го пуштил. Ке биде тоа за 2 месеци, верувам. Предпоставувам вашите планови се да не престане тука со проектот. Ќе одите, предпоставувам, и на други продолженија, на други... Апсолутно, апсолутно. Знаете како кога имате поддршка од публиката и кога публиката ви кажува дека секојдневно ве слуша и ве бара, самото тоа ви дава потик да ви правите нешто, нели? Так, исто предпоставувам дека ова е и патентиран авторски проект. Апсолутно, Сте да. размислувале за телевизиско прикажување на истиот? Сте имале можеби некоја понуда? Мислите дали се емитува? Така. Па морам да кажам дека многу слабо. Јас Пауза за ракија го имам видено само кај вас на вашата телевизија и на Сител некогаш у недела. Знаете како е кај нас, како да кажам, сега не е тоа да се жалам, него мора да молиш, да се јаваш по телефон и пушти ми го проектот, па како што, јас веќе немам потреба тоа да го правам, затоа што проектот е веќе познат. Так. Благодарение на YouTube. И на тие прегледи таму, Тие прегледи. и на публиката секако која што... Така е, да, познава. јас веќе не сум почетник и немам потреба никој да молам да ми пушта проект или песна. Тој што сака да ве слушне, има каде да ве слушне, а тоа дека го пуштаат, можам да кажам дека минимален дел. Каков е односот со колегите од естрадата? Какво е мислењето за македонската естрада? Соработувате ли, се дружите ли? Со сите стојам перфектно, со сите сум многу добар. А каква е ситуацијата? Ситуацијата стои на естрадата. Зашто стои? Како да кажам? Јас сум сега искрен само, не никогаш нешто не кажам што не мислам. Не се инвестира доволно, не се прават нови песни. Се што се снима е малтене аматеризам. Никако како најнаш да се изродија многу нови пејачи, многу Сето тоа е многу добро кои се нудат. Да, и треба да се родат нови пејачи. Меѓутоа, дали на тој начин можеби квалитетот губи за сметка на квантитетот? Знаете како, Викторија, да не идеме подалеку. Им се давали можност на вистинските луѓе, еве поедноставено? Можност треба самите да направат. Ти сметаш дека овде може да просперира еден музичар? Апсолутно. Публиката сака нови моменти. Публиката сака енергија, сака да си искрен со незе. Не можам јас сега да снимам една песна негде у некоја шупа и да очекувам дека ја утре звезда ќе видам. Како? Како? Значи потребно и да инвестираш, да инвестираш, ама да инвестираш со паметно да инвестираш. Да знаеш каде одиш, да го знаеш патот. Да не идеме подалеку. Да идеме соседите да видиме што прават. Што се дешава таму, што се на 20 километри од нас. Да, дефинитивно. Таму што да видиме они за колку настапуваат. Ама не знам, тој од Србија настапувал за 20.000 евра. Ке настапува. Тој направил спотот у Дубај, ангажирал тим, направил 10 хита годинава, ќе настапи за 20.000 евра. Чинам како ние недоволно да си го цениме нашето, а може би и од таму таа индиферентност на музичарите да не направат спот, да не направат песна. Ние си го цениме нашето, дефинитивно. Јас видов по Пауза за ракија дека публиката го прифати проектот дека беше нов момент. Да, меѓутоа еве велиш овде во Скопје тешко оди за договарање. Пат Скопје, ако оди тешко, ќе настапуваме надвор од Скопје. Во Верово. Да, секаде може да се настапи. Еве, например, вчера беше прв пат после не знам колку време ние во Скопје да настапиме. И беше sold out, немаше столче. Искрено кажувам. Така, сака македонскиот, споменав Верово, во смисла сака македонскиот народ музика, сака музика и сака македонски артисти, публиката. Не е точно дека публиката чекала да дојде Аца Лука за да излезе. Не.
Ако ние, како изведувачи, музичари, пејачи, им дадеме на публиката тоа што сака да чуе и процениме што сака да слушне, ќе дојдат они да не слушаат. Така е. И ќе платат карта за тоа. Но треба самите да посакаат да дојдат да те видат. Така, меѓутоа тоа се носи и постојана континуирана Апсолутно. А ние сега да снимиме 2 песни, да ги закачиме на Facebook, кај што ќе ни ги видат само пријателите и роднините, не може да очекуваме дека ќе наполниме сала или дека ќе бидеме популарни. Не. Треба да се загрее столчето, да се плански да се прават работите. Барем јас така мислам. Колку треба да си истраен во оваа професија? Трпелив дека ќе дојдат твоите 5 минути? Дали со пауза за ракија дојдат твоите 5 минути? Апсолутно дојдо. И траат. Па, Како беше она, ќе траат, дојдат ама- твоите 5 минути и ќе траат. траат, ама мора и да ги држиш тие 5 минути и да процениш кога доаѓаат. Некои луѓе им доаѓаат 5 минути, не ги гледаат. Може и втор пат да им дојдат, ако имаат Така среќа. пред очи ни Пред очи, ама прелетуваат. буквално пред очи. Така е. Така да, што да кажам, треба да си истраен, треба да знаеш што сакаш. И јас сва среќа што сум музички образован и имам музичка академија и можам сам да го правам тоа. Па на некој начин и ти е многу полесно. Па иначе не би го направил ова. Се замислете вие да имате идеја, замислете да сакате нешто да направите, а да не знаете како. Па треба да отидете кај Игор Станко Петко, Да. ама он нема да го долови тоа што вие го имате во глава. Така. Така да среќен сум што сум музички образован, што можам сам да ги правам работите. И што ете до негде сум задоволен со тоа што го имам постигнато. Покрај музиката, покрај настапите, покрај хармониката, што е тоа што те исполнува приватно? Кој е Игор Димовски приватно? Покрај сето ова, имаш ли некое друго посебно хобби кое ќе го Имам. издвоиме? Имам. Каде ги полниш батериите? Имам одам по скали секој ден до 4-ти кат, по саат време. Добар си. Точак многу сакам да возам, чат-пат пливам. Така немам некои специјални ритуали. А по скали обавезно идам секој ден. Читаат ли музичарите книги? Јас би сакала од моите пријатели Арс Ламина да ти подариме Благодарам. Албино Трип од Александар Русјаков. Благодарам. Кога слушаме македонска музика, читаме и македонски автори. Одлично. Се надевам дека кога ќе ги изодиш скалите, ќе Благодарам се многу. одмориш дома. После скалите сум После на... скалите си на читање. Благодарам многу, Викторија. Баш ми е драго за поклонот. Благодарам. Така. Нешто за крај да отсвириме, не знам, ајде пред Ајде, нашите може, гледачи. па кога е веќе тука Кога е веќе хармониката. инструментот тука, зашто да не? Зашто да не? Да. При самиот крај моето прашање е дали 2024 веќе ви е букирана, каде следно ќе настапува Пауза за ракија? Да, 2024 е речиси букирана цела.
Следно можете да не погледнете во Бугарија, во Петрич, од тамо Швајцарија, Цирих. Значи следниве настапи не се во Македонија, надвор. него надвор од Македонија. Споменавме и турнејата позади камерите во Австралија. Чинам цел месец бевте таму. Да. Тоа ќе те прашав како поминавте таму, сакаат ли нашите Беше пауза за ракија? да рече си сите што ги сретнав од публиката, сите ја знаеа пауза за ракија. Имавме доста наши македонци кои што доаѓаа на концертите, на настапите. Поминавме преубаво. Публиката е феноменална во Австралија. Настапивме во сите градови кај што има македонци. Сиднеј, Мелбурн, Перт, Камбера, Волонгонг. Едномесечна турнеја. Од лето, од зима дојдовме. Така. Се крчкали некоја друга турнеја? Па како што напоменав на кратко вака до следно е во Бугарија, после тоа во Швајцарија, Цирих имаме еден настап во македонски ресторан. Наизменично, Викторија, динамично, во различни места, различни Како и да градови. е, работно и ангажирано. Ангажирано, баш така. Секако, ништо не е тешко кога работата ти е навистина задоволство. Па треба да го сакате тоа што го работите и нема проблем никаков. Дефинитивно. Игор, ти благодарам за времето, ти благодарам за разговорот, ти благодарам што еве токму од своја страна проговоривме за пауза за ракија. Посакувам уште многу успеси, посакувам повторно да се дружиме. Ние сме секогаш на ваша страна, ќе ве следиме и ќе го очекуваме пауза за ракија 4 и се надевам и ќе се видиме на некој од вашите настапи. Апсолутно. Благодарам за поканата, Викторија. Многу беше драго што бе ваш гостин. Поздрав до сите гледачи и здрави живи. Се гледаме. Така е, само за убаво. Почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодарам што одвоивте 30 на минути да го проследите најновото издание од своја страна. Ќе ве поздравам и се гледаме за 7 дена од сега.